Угледниот Нью Йорк Пост со директен апел до Доналд Трамп да ги забрза кадровските промени во Стејт департментот. Во своето најново издание весникот пишува дека во американската администрација се уште доминираат кадрите од времето на Барак Обама и Хилари Клинтон. Повод за надписот во Нью Йорк Пост е токму писмото на 6 американски сенатори за Македонија Усејт и Сорос, кои тие го упатија до државниот секретар Рекс Тилерсон барајќи истрага за Џес Бејли и американските амбасади во Скопје и во Тирана. Во анализата весникот пишува дека и покрај барањето на сенаторите да се испита дали странската помош е промовирање на прогресивна агенда во целиот свет, наместо Тилерсон, тие одговор добија од Џозеф Мекманус, извршен секретар на Бирото за законодавно правни работи. Но Мекманус дури и него ни признава барањето за спроведување истрага. Тоа беше само директна одбрана на работата на Усејт, со реченици како одделот за државни програми и странска помош е строго дизајнирана и ја следиме за да се осигура дека тоа се базира на основните американски вредности. Или со други зборови, ние знаеме што правиш, но ти не, пишува весникот и додава дека токму со овие зборови Мекманус ги убедил сенаторите дека недостатокот на политички именувани лица во администрацијата во други сектори остава бирократи да ја водат владата. На крајот, Нью Йорк Пост заклучува дека Сорос поддржува пред се проширување и зајакнување на меѓународни организации кои ќе ограничат способноста на националните држави да дејствуваат. Помина многу време откако републиканските сенатори беа во можност да го дадат својот глас на другиот крај на линијата на Стејт департментот, кој сега го води Републиканската партија, заклучува весникот.